Отуѓување. Роман, драма за една вистинска тажна приказна. Приказна за отуѓување на едно дете од едниот родител, за прекината љубов меѓу татко и син. Романот всушност е животна драма, приказна за еден страдалник кој што поминува навистина една голема животна голгота. На повеќе од 400 страници, додека се читаат тие страници, се читаат во еден здив, а додека се читаат тие, односно тоа што е врежано во тој роман, побудува многу бурни емоции, исто така предизвикува тежина во градите, а кај некој од читателите може и да намами и таговна солза. Што значи дека овој роман, кој што е навистина обемен, 400 страници, се читаат во еден здив и додека се читаат тие редови, никој не може да остане рамнодушен. И во текот на читањето на сите тие страници, кај читателот се провеува една мисла, заре можно во 21. век нешто вакво да се случува, заре можно со отуѓувањето на едно дете од страна на едниот родител, отуѓување од друг родител, всушност не се свесни тие кои што го отуѓуваат детето, дека всушност на детето му нанесуваат голема неправда. Односно, најмногу страда тоа нашето најмило, односно нашето дете. Сега, јас нема да должам многу, туку ќе оставам простор на моите вечерашни гости, авторот на романот Ѓорги Мешков и главниот лик во романот, господинот Бранко Брковиќ, кој што ќе ни ја доближа таа негова тажна сторија и на некој начин можеби и ќе ни ги отворат нас очите и вам, почитувани гледачи, затоа што ова не е единствен случај само на господинот Бранко, туку многу често се случува отуѓување на децата од своите родители, а на тој начин тие најмногу страдаат. А тие се најневините души кои што секако дека не заслужиле на тој начин да го поминуваат детството во страдање. Добро вечер, господа. Еве, разговорот навистина ќе ни биде тежок, но сепак се надевам дека ќе им ги отвориме очите, како што кажав и претходно, и на родителите кои што не се веќе заедно, а исто така и на компетентните институции, дека сепак, значи, меѓу таа борба помеѓу разведените родители најмногу страда нивното најмило. Бранко, со вас би го започнала разговорот. Ќе ве прашам, која беше причината, односно кога се прелеа чашата и почна вашата животна голгота? Па чашата се прелеа, може да кажем, веднаш по престанок на бракот со мојата бивша сопруга, односно кога со 3-месечниот син си замина од кај мене. Од тогаш, мислам, најрегуларно јас преку Центарот за социјални работа си побрав да ми се определи кога да си го гледам синот, затоа што детето тогаш на 3-месечна возраст нормално дека ќе биде со мајката. Ми определи едно решение во кое што детето требаше да го гледам 2 пати во месецот по 1 час во простории на Центарот за социјална работа во Скопје. Мене ми е нејасно, значи, како може со 2 часа, значи, секогаш сум повторувал дека да имаме домашен миленик дома, да не гледа 2 часа во месецот, нити че не сака, нити че не запознае милник, а камоли човечко суштество. Поднесвав многу жалби за измена на решение, се менуваа решенија, добив поповолно решение, каде што требаше еднаш неделно да го гледам детето, по 2,5 часа. Штом го добив тоа решение, мојата бивша сопруга почна да ги обструира средбите, да не го носи детето на средби со разни образложенија, као лекарски се ваде, детето
е болно, што јас го подразбирам. Само што, мислам, дете како дете, нормално може да се случи да се разболи, па да се одложи средбата, но по решение пишува дека средбата треба веднаш да се надокнади штом помине причината за одлагањето на средбата, со цел да не се наруши континуитетот на средбите. Значи, тие средби нити се одржа, ниту пак се надокнадија. Значи, се направи еден голем вакуум. Јас имав еден период од 6 месеци кај што уопште немав никаков контакт со детето. Реагирав на тоа до центарот, значи, темелно ми е проучен закон за семејство, значи таму има сет мерки што треба да ги преземе Центар за социјални работи против несовесниот родител, кој што не се придружува до нивното решение, но не знам од кои причини Центар за социјална работа не си ја заврши својата работа. Го дозволи тоа, поднесов кривични пријави од кривичниот закон за одземање на дете. Јавното обвинство такви 3 кривични пријави ми ги отфрли со образложение дека нема елементи на кривично дело. И сега јас не знам, неодржани средби, ненадокнадени средби, на тој начин се доаѓа до првиот степен од отуѓување на децата, значи тоа се работи обично кога се децата најмали, кога не разбираат. Подоцна како детето расте, значи кога ќе почне да ги разбира основни работи, почнува да разбира и од мајка и од татко, почнува потешкиот дел, односно да не речем понехуманиот дел на отуѓување на дете, а тоа е удирање по психиката на детето. Тогаш веќе детето почнува да се контаминира неговиот ум, да се збори лошо против другиот родител, детето добива страв, моментално еве моето дете, јас веќе 3 години, последните 3 години од кога фати корона кризата, значи немам никакви контакти со детето, се направи еден голем вакуум, 3 години пишувам до Центар за социјална работа да се преземат мерки согласно закон. Меѓутоа стручните тимови остана слепи и глуви на сето тоа. Предупредував дека ќе дојде до отуѓување на детето, значи читам и се уште читам разни статии од психологија како тоа ќе се одрази на детето при отуѓување. Сето тоа му го предочував на Центар за социјална работа во Скопје, но од нивна страна се уште ништо не се презема. Значи се остави така еден голем вакуум. Детето више почна моментално сега се плаши, бега и не сака да биде со мене. Значи допред да фати корона вирусот, пандемијата, односно пред да дојде, значи јас со детето имав прекрасни односи. Значи син ми едва чекаше да го земам од градинка. Од кога фати короната, почна тоа психичко малтретирање на моето дете од страна на неговата мајка и крајниот резултат е сега оттуѓено дете кое што бега од сопствениот татко, а не знае да каже ни зошто. Значи, цел време ми повторува детето дека кога одам на средби моментално, неговите изјави се немој да доаѓаш повеќе по мене, му викам добро во ред тато иде да те види затоа што те сака и ќе продолжам да идам, ама еве ти ако не сакаш нема да доаѓам да те гледам. Ама ако ми кажеш зошто да не доаѓам, нема да доаѓам. Детето нема одговор. Значи тоа не е негово мислење, тоа е мислење на родителот отуѓувач. Спомнавте дека кога имало детето 3 месеци, тогаш сте се разделиле со партнерката. Тогаш е тоа бебе, нели, не разбира. Кога ве прифати вас како татко, нели, кога свати дека вие сте му татко, на која средба, кога се случи тоа, на која возраст? Па јас тие повремени средби што ги имав, значи од еден куп средби, да не речеме, но имаше временски период кога 30 средби ми беа ускратени, значи неодржани, ненадокнадени. Тоа е доста долг временски период. Меѓутоа тогаш син ми беше многу мал, беше на возраст година и пол, значи уште не разбираше. Успеавме кога почнавме да ми дадоа решение да одржувам средби во советувалишто при Центарот на социјална работа во Скопје, значи таму детето почна да се приврзува. Нормално, како дојде по голема возраст, јас бидејќи од мојата бивша сопруга немав информација детето ни во која градинка оди, значи немав никакви информации за неговото здравје, значи не добивав ништо, зашто иста обврзана со издаденото решение да ми известува на време. Тоа го немав, значи детето почна негде од 2,5 години веќе кога почна точно да разбира што е мајка, што е татко, значи едно време имав 7 до 8 месеци прекрасни средби со него. Значи тогаш детето го осетив она дека
си го сака својот татко. Значи, едве чекаше да го земам од градинка, па да одам да се шетаме со него, да му купам нешто што сака, значи, до тогаш мислам, негде околу 2,5 до 3,5 годишна возраст, детето веше ме прифати и ме засака како татко. Мислам, тоа се гледа постојано во неговите очи кога сум бил со него. Додека сега тој сега и го нема кај него. Значи, за време на короната, фактички се прекина и тој убав, нели, однос, тие убави моменти и средби со детето, и после короната веќе сосема друго детето. Да, до пред да фати коронавирусот имав прекрасни средби, едно 7-8 месеци, кога прогласија пандемија март месец 2020 година, пандемијата, значи полициски час се уведе, добивме информација од Центар социјални работи дека согласно полицискиот час во тоа време што беше воведен, средбите не смеа да се прекинуваат. Мојата бивша сопруга го искористи тој период, престана да го носи више на средби. Нејзиното образложение дека таа се плашила дека детето може да добие корона од мене, се зарази од својот татко. Мене не ми е јасно, моето дете таму си има баба тука во Скопје, значи она го гледа, мајка му нормално го гледа, кога неговата мајка ќе иде да во продавница да купува артикли, значи и така како гледаме може да се зарази корона и од собствената мајка. Значи едино јас бев во тоа време опасен за моето дете дека можам да му пренесам корона. Додека од другите лица по неизно мислење не постоеше таква опасност. И се создаде тој вакуум до септември месец, додека пак не почна да работат градинките. Тогаш веќе кога отидов на средба, детето пак имаше, се насетуваше неговата љубов кон мене. Меѓутоа, лично на една средба, кога бев по повод еден инцидент таму во градинката што го имав со мојата бивша сопруга, бев таму да се информирам кај директорката на градинката, детето почна да трчи по мене, тато, дојдите, сакам, знаеш, се уште детето не беше толку отуџено. Меѓутоа ми кажа страшни зборови кои што се опишани во книгата, значи не можам да се начудам како може мајката на едно дете да го учи дека неговиот татко е починат. Значи тоа се страшни работи, по моje страшни трауми, јас такво нешто никој пат не можам ни да замислам, а камо ли да го учам собственото дете. Од тогаш тој случај го пријав во Центар социјална работа, дојде да зема веројатно изјави, не знам, во градинката од воспитувачките кај што беше прераспределен син ми, и од тогаш мојата бивша сопруга, детето редовно плачела градинка, меѓутоа 3 месеци престана да го носи во таа градинка. За да после тоа го отпише од градинката каде што беше, па го презапише во сосем друга градинка. Во таа другата градинка веќе детето кога одев по издаденото најново решение од Центар социјални работи да го земам од градинка, детето веќе не сакаше да доаѓа со мене, не сакаше да излегува од градинка, што значи во тој временски период од септември 2020 година па до негде март месец, мислам дека беше последното решение кога треба да го земам од градинка, мислам дека во тие 3-4 месеци беше најударниот термин кога она лошо влијаеше на детето и фактички го отуџи. Му полни главата со глупости, му зборува лошо за мене, на тој начин така да детето дојде до тоа отуѓување. Така, ајде малце да се подсетиме на тие убави моменти, на тие средби. Знам, прочита во книгата за една ваша средба. Какви беа тие средби? Во средбите детето се радуваше уште кога ќе дојде во градинка, значи дете како дете се радува кога ќе ме види и тато, дојде, ќе се изгушкаме, ќе се поздравиме со воспитувачките, ќе го прашам каде сакаш да одиш, сакам да одам во зоолошката градина, па ќе одиме, ќе се шетаме, па сакал да му купам кебапчиња или пица ако е гладен, сокче, значи носев по 2 торби играчки со мене, значи некогаш и во градски парк ќе отидевме, се шетаме, си игравме со играчки, значи детето беше пресречно, се гледаше, зрачеше и беше многу радосен. Сега дојде, значи каде да отидеме, детето едва и чекаше да биде со мене. После овој термин, мислам, после овој настани и периоди на пауза што се направија, а во меѓувреме мојата бивша сопруга што му зборила и како му зборила, не знам,
али детето више тоа више не е исто дете. Но имате вие сега редовни средби секој четврток, така? Да, редовни средби, јас не би ги нарекол средби, затоа што моите средби траат од 5-10 секунди па до 2 до 3 минути. Значи, детето не сака да влегува во соба со мене, кога јас ќе станам, ќе тргнем према него, ќе го поздравам, дојди сине кај тато, кажи ми што учите во школа, како си, добар си, тој во паника гледа каде е вратата, да отвори од просторијата и да избега во ходникот. Значи, тоа не би го нарекол средба. Се знае, мислам, детето по решение треба мајката да го спреми за средба, таа смета дека е доволно само што ќе го донесе и неизино оправдување е дека таа не може да влие на мислењето на детето. Што за мене е абсурдно, дете од 6,5 години моментално, уште малку ќе напълни 7, значи да не можеш да влиеш на дете од 6 години, односно као детето си имало свое мислење. Па не може толку дете на 6,5 години да има свое мислење. Значи, еве, прашањето тука што ми е забележано, кога се смени односот на вашето дете кон вас, значи веќе ни кажавте дека, нели, за време на короната и еве сега после короната. Колку време трае тие такви средби од што велите вие детето што не сака, значи, да контактира? Па траат веќе еве 3 години. Траат 3 години, значи од да ви кажам, од решението од 2021 година, од март месец кога го добив, значи требаше средбите се одржува во Центар социјални работи во Скопје, значи таму иста приказна, јас ќе влезам во просторија, тој бега од мене, се плаши, го прашувам си ја бара мајка му, го прашувам зошто бега, зошто се плаши од татко си, одговор нема. И дури ми беше симптоматично затоа што средбите тоа не беа средби, исто како сега. Значи, јас постапувам по решение. Едино мое е да дојдам и да имам средба со детето. Значи, мајката треба да го спрема детето, да си има добри средби и да биде секако што треба. Меѓутоа, беше индикативно затоа што во тоа време сега, не сакам да именувам кој беше шеф на тој стручен тим, во своите извештаи запишуваше дека имам добри односи со детето, добра комуникација и средбите поминувале во најдобар ред, што не е вистина. Затоа бев приморан јас да почнам, му кажав дека ќе ги снимам више средбите, за да докажам дека се пишуваат лажни извештаи. Од кои причини, зошто не сака да превземат мерки, согласно закон, против несовесниот родител, јас не знам. Тоа треба да го кажат стручните тимови и бидејќи едно се пишува во извештајот, а фактички ситуацијата е друга. Досега имам поднесено неколку кривични пријави против Центар социјална работа Скопје и се надевам дека пред јавниот обвинител и дека некој ќе мора да сноси одговорност. Значи, ова не може да трае во недоглед. Тие се затоа задолжни, ако меѓу бившите сопружници не можеме ние да се разбереме, затоа и барам помош од социјалните установи. Меѓутоа, зошто не превземаат ништо и како, тоа мислам, ако не сакаат мене да ми одговорат, пошто барав многу пати одговори на тие прашања, не бев удостоен со никаков одговор. Секогаш имаше некои паушални одговори, нема променети околности, ја не знам какви околности бараат виче, и као они превземаат се што е во нивна моќ, ама резултатот од нивното стручно работење се гледа на моето дете. Значи, дето е целосно отуđено. Бранко, очигледно дека вие водите борба на два фронта, така да кажеме. Како се чувствувате вие сите овие години и дали се чувствувате дека се наоѓате во некој лавиринт каде што не знаете, безцелно лутате или сепак сте оптимисти дека еден ден ќе има среќен крај сето ова? Па јас се надевам, знаете што, моје лично согледување е дека барем кај нас, не правам сега разлика дали е тоа Центар социјални работи, дали е Министерство за труд и социјална политика или е тоа во општеството, забележав една работа. Недостаток на одговорност. Значи, штом нема одговорност во било која сфера и никој за ништо не одговара, се додека овака тераме, за жал, вакви трагични судбини, не само моето дете, туку ги има многу илјадници ги има деца. Така. Значи, целата ми е некој да свати дека во ова општество више да треба да дојде време секој да одговара за своите постапки. Јас не знам
зошто не замислат работниците од стручните тимови да замислат некој исто да му го прави на нивните деца или на нивните внучиња. Мислам дека тоа е страшна работа. Ние како возрастни може и да се тужиме, може да одиме по судеви, ние сме возрастни, може да се носиме со погрешен избор на партнер или со работи што ни се случувале во текот на бракот, меѓутоа децата се незаштитени. Значи мало дете како моето ги има и помали, ги има и поголеми, или детето не знае да напише тужба, не знае да оди на адвокат, тие се најневини суштества. Се надевам дека конечно некој во Министерство за труд и социјална политика ќе поведе сметка, конечно да почне да се постапува по закон. Законот не е идеален до сега, кај нас обично законите се носат, секогаш се наоѓа некоја дупка во законот, меѓутоа каков таков е донесен. И сега, значи, не барам ништо јас, освен да се постапува по закон. Секогаш сум барал постапување по закон. Да не ме сватат погрешно гледачите, значи немам ништо против мајките. Ова е апел да се презедат мерки против несовесните родители. Во голем број случаи при разводот на браковите, децата се предоверуваат на чување и издржување делимично кај мајката. Сега затоа и голем број од отсуѓувачите на децата од едниот родител се мајките, затоа што се кај нив. Трагично е што и во мал број каде што децата се доделени за старателство кај таткото и татковците ги прават истите проблеми. Мене не ми е јасно, ако ние имаме проблеми како бивши партнери, треба да се ги решиме на друг начин. По мое најстрого би забранено, значи децата да се инволвираат и да се користат како оружје за борба да му се напакости или да му се осветиме на бившиот партнер. Значи да не ме пак повторам, да не ме сватат погрешно, немам ништо против мајките, само сакам конечно институциите да почнат да работат за тоа што земаат плата, да ги спречат од овие работи и да ги заштитат за тоа што по закон Центар за социјална работа, односно Министерство за труд и социјална политика е должно по закон да ги штити правата и интересите на децата. Кај мене во овој случај јас само гледам дека тука најмалку се штитат правата и интересите на детето. Значи ако е право и интерес на детето, за детето на мојот син скоро на 7 години, да не знае татко му ни кај живее, не познава никој од таткова рода, нити баба, нити дедо, нити тетки, нити други родини, ако е тоа во ред за нив, тогаш веројатно јас сум роден во погрешно време. Значи целата ми е апел да конечно некој превземе одговорност, да не биде само ние само во овој случај само трчиме да лечиме последици. Тоа не е решение. Решение е да го најдеме проблемот и да се отстрани проблемот. Затоа што ако дојдеме до ред да отстрануваме последици, може да биде и доста. Затоа што отуѓувањето е тежок психички процес, што остава трајни последици на децата, што некој пат може да дојдеме во ситуација да не може да се вратиме назад. А тогаш више е доцна, тогаш више ништо не сме направиле. И затоа велам, во секој сегмент, во секоја работа, мора да се преземе одговорност. А се додека моментално, како што гледам, одговорноста е мисловна именка во нашата држава, за жал се повеќе трагични случаи ќе се дешават. Не дај Боже, затоа со овакви работи се поврзани сите, и семејно насилство, и врз жена, и врз деца. Па се има семејно насилство и врз мажи. Значи, семејно насилство е насилство. Јас не правам разлика дали жртвата е жена, или е маж, или е дете. Жртва е жртва, престапникот е престапник и треба да биде санкциониран согласно законот. Еве, тука е во студиото и авторот на романот. Вие со Бранко сте пријатели. Како се случи тоа да го напишете овој роман? Дали тоа дојде спонтано или? Така е. Значи, не е спонтано, меѓутоа, од друга страна и е спонтано. Го знам многу долго време, бевме колеги, заедно работевме. Го знам како човек и пред да му се случат овие проблеми, а многу добро ги запознав и проблемите со кои што го снајдува од како му се случи развод на брак. Тој не е истиот човек. Тој беше порано еден ведар човек, насмејан, добар раководител, у полиција работевме заедно. Значи, човек кој што немаше едноставно
не беше, значи, неприродно беше да не се дружи со него. Така. Значи, тој е сега друг лик. Го навјаса проблемите, го знам многу добро, значи, он е страданик. Тешки се тоа проблеми. И покрај тоа што бев запознат со тие проблеми, еден ден сам ми пристапи со тоа барење, вика, дај бе, вика, слушаме, ќе те молам, ќе ти кажам многу работи што не ги знаеш, така. и би сакал, вели, знам дека имаш склоност кон пишуваме, пишуваш добро, а ја сета пак поставав некој постој по социјални мрежи, пишуваш дека мои раскази, би сакал ово да направиме до сведоштво, една алатка плюс во борбата што е водена со системот и со, нели, отуѓувачот. И така, во една прилика, седнахме на една, баш како што во книгата напишам, тоа се тоа вистина, седнахме на една пикник така на Висорамните Витачево, бевме еден ден, седнахме, почна да ми раскажува, дури зема од диктафон, тоа сето го снимавме. Приказната траеше негова од некаде 10 сат, од 11 наутро, до нареден ден до 7 сатот. Ние лагорувавме, палихме оган. Кога јас 17-18 сати, мене не ме спопадна желба да приспивна. Јас тоа што го слушав, не може да се верувам на моите уши. Ја мислам месечината пачеше од тој момент. Страшно нешто. И реков, ништо Бранко го правим ова. Колку сум вешт во тоа да го пренесам на хартија, ќе видиме и на крајата краиште се зафативме за работа и така настана книгата Отуѓување, роман, драма. Беше... Да, вие ја напишавте, значи, го напишавте романот, но која е целта еве сега? Еве издадена, ја виде светлината на денот, така да кажеме. И за кого е наменета? Значи која е целта? Целта не беше само да се створи книжевно дело само по себе или само за себе. Напротив, главната цел е оваа книга прво да крене малку прашина. Тамо кај што треба да крене прашина, да дигне прашина, нели, во институциите. Второ, нема да биде постигната целта додека секој што ќе ја прочита, на крајот него постои на прашање што вие го рекохте. Зарем можно ова да се случи кај нас? Дозволевме ли вакво нешто? Значи, целта беше прво една голема вистина да се стави на хартија, да излезе на виделина и на некој начин да се разобличат тие методите на тој страшен процес. Ја го нарекам психичко чедоморство. Така. Буквално психичко чедоморство, затоа што се убива психиката на детето, најважното. Нешто после што детето станува осакатена личност и му треба многу време да се врати во некоја нормала. Тие што нема да се спасат од овој процес, понатаму обично тоа како возрастни, тоа се личности со изгубена самодоверба, несигурност во себе, неприогодливост, зависност од родителот кој што тоа го прави во континуитет. Значи, опасна работа. Значи, целата беше токму тоа. И на крајата кришта, за да тоа биде валидно, се зафативме што макотрпна работа. И година дена заедно го работивме ова. Значи, преработивме преку 1000 представки, документи, негови известувања до Центар за социјална работа, од Центар за работа враќања, до Министерство за труд и социјала. Преку адвокатски представки, имаше адвокат трошкови, не нормални трошкови. Замисли тие трошкови за тоа да се беа наменети колку што се може. Па судски пресуди. Значи, тоа траеше еден добри 6-7 месеци, ги само преработувавме да извадиме сиже од нив и да го внесеме. Сега тоа, значи, романот не е фактографија, не е некој научен труд или стручен труд. Романот беше, идејата е да се пренесат емоциите на тие што страдаат. Неговите, на детето, на жалост,
Не можеме да ги пренесеме емоциите на отуживачите, тоа што немавме можност да го направиме. Но од купот материјали тргнавме се настрана што не може да го кажеме како вистина. Ова што е внесено, знаете, тоа е една сурова, инстант вистина, значи, за се што случило. Значи, роман, за да биде четиво, кој што може да го разбере секој. И намената му е да ја прочита секој оваа книга. И како поука да се Прво, извлече, сите не? тие кои што се родители, второ, тие што имаат намер да бидат родители, и секој еден нормален човек во устој кога нашето општество му недостатство морал и јавниот морал е паднат строзен на нула. Знаеме што се случува сега, да не влегуваме кој работи, што се протумачи поинаку. Да го ставиме прстот на глава, ова е само еден дел. Значи, тука не завршува ова. Книгата не завршува овде. На крајот пишува крај на првиот дел. Ова е до короната. Од короната почнуваат уште пострашни методи. Тоа се на вистинското отуѓување, тоа психичкото труење, односно заставување на малолетниците. Така. Еве, вие претходно, нели, спомнав дека сте пријатели, дека се знаете одамна, значи, сте се дружели кога бил во брак, нели? Да. Па како ви делуваа во тој период како брачни партнери? Ние бевме семени пријатели. Мојата сопруга и јас и неговата сопруга се дружевме, одевме на пикници, легувавме заедно, си приредувавме седенки. Има навидум прекрасна, не баш можеби идеална некоја си представа за брак, меѓутоа сосем нормално. Дури јас си ставив крст на чело, што викат кога се случи, кога замина. Што се случи? Уđe, тој 20 години чека на пород, таа чекаше. И сега земи го малце замини. Што се случува? Колку пат прво не сакаше да ми кажува. Он беше еден период, сега нека не ме замери, али на некој начин, како да го треши некој по глава. Што ми се случи, работава така. Го сваќам. Так. А нели, Бранко, од кога нели замина, дали пробавте на мирен начин така да направите разговор со партнерката? Па, знаете, и што беше тоа што ете реши она да замине со детето? Па знаете што, не можевме на мирен начин да се разбереме, посебно од кога замине, затоа што мојата бивша пред да си замине, таа вечер лажно ме пријави кај во полиција, кај колегите, дека јас сум ја тепал. Опишено во книгата, дојда колегите и ја прашуваат што сака да пријави, дали поплака или семејно насилство, тоа што се тоа различни процедури, да знаат која процедура да ја работат. Не беше битно што да пријави, лажно пријавен и кажа дека ако пријави семејно насилство мора да се оди веднаш на лекар да се утврдат повреди ако ги има. И тука беше налетена танок лед, што би се рекло. Знае дека ако отиде веднаш на лекар дека нема никакви повреди, значи лажно пошто пријавува и че и падне се во вода. Па така беше пријавена само поплака. Утре дента си го зеде дето, јас бев на работа, си замина и сега тоа се извртување на факти, секогаш кога одиме во судница, на суд, по разни основи. Тоа го злоупотребува и на судијата му кажува дека неа сум ја исфрлил со 3-месечно дете на улица. И сега знаете тоа да му кажете на судија, тој ве гледа како најголем злосторник. Так. Што нема врска. Јас нема како сум ја исфрлил на улица, кога јас бев дента на работа. Јас кога си дојдов вечерта од работа, ја нема ни неа, ни дете, ниту пак ствари во станот ми фалеа. Така да, мислам, јас моментално ми се одржуваат средбите во советувалиштето на центар на ЦСР Скопје. Јас сум задоволен, значи таму работат социјални работници, дали педагози, социјални работници, психолози, мислам, јас сум задоволен од нивната работа затоа што ја гледат реалната ситуација. Не пишуват лажни извештаи. И сега сакам да бидам дел од животот на моето дете, да го воспитувам, значи детето може да ги приме љубовта, нежност, тоа може да го прими од мајката, од таткото
поголем дел мислам дека го наследуваат карактерот, борбеност, цврстина, значи тоа го добива од таткото. Детето мора да ги добие сите работи што треба да ги добие и од мајката и од таткото. Значи му треба на детето и мајка и татко, нормално. Да. Меѓутоа во овој случај Центар социјални работи мене ме оневозможува према мојот син да ги извршам своите и обврски и должности. Значи јас од моето татковство имам само редовно плачена алиментација. И сега плачам алиментација, а немам дете. И тука сум, може да кажем, имам еден револт према социјалните служби. Значи, пак ќе повторам, не ги ставам сите во ист кош. Меѓутоа, од стручните тимови во ЦСР Скопје, воопшто не сум задоволен. И мислам дека ова апел дека конечно треба да предвидат мерки на време, затоа што во овие случаеви и вакви случаеви на отоѓување времето е најбитен фактор. Обично сите велат, знаете, детето е мало, има време, ќе се навикне, меѓутоа нема време. Верувате, нема време. Расте, нормално. Детето дури е мало, како ќе го научиш посебно на оваа возраст? Тие се сега како сунџери, се упива што ќе им се каже. Ако впие погрешни информации, тешко после тоа ќе му го извадиме од главата. И потоа ќе излезе детска колатерална штета. И баш би сакал да знам и сакам да дочекам да видам кој ќе одговара за овакви ситуации. Значи, некој мора да понесе одговорност. Деца се во прашање. Значи, јас преку се можам да поминам, али преку малтретирање на деца или користи на деца како оружје и упропастување на деца, преку тоа не можам да поминам никако и не би се помирил со тоа. Не само дека е моје дете во прашање се илјадници деца. Затоа што многу родители кои што го имат истиот проблем, без разлика дали се мајки или татковци, ми се јавуваат мене, па барат совети, ми ги кажуваат нивните животни приказни, па ми барат совети од мене како да постапуваат натаму. Затоа што исто и тие се жалат на инертен систем. Еве, рековте дека оваа книга има 400 страници, но ќе има и продолжување нели на романот. Се ова првиот дел нели првата книга е издадена, ќе има ли промоции негдека низ Македонија? Да, предвидени се промоциите. Веќе е утврдено, значи тајмингот, времето. Првата промоција ќе биде во Кавадрци, нашиот роден град, на 19 април, со почеток во 19 часот во Домот за културата Иван Мазов Климе. Ги канеме воедно сите, пошто влезето отворен, темата е општ карактер и воедно ги покануваме сите наши сограѓани кои има време да дојде да чуе промоцијата. А во Скопје ќе се одржи промоција на 25 април, веднаш после 6 дена, во Домот на армијата за Република Македонија. Затоа што и 25 април е меѓународен ден на борба против отоѓување. Затоа го избравме тој датум. Во Скопје промоцијата се одржи на 25 април. И може да кажем уште една работа во тој дел сега, дека сме поканети во Нови Сад по Србија да ја промовираме книгата на конференцијата меѓународна за исто така против како борба кои што се борат за заштита на правата на децата. Мислам дека ќе одиме на 27 април се поканети, мислам дека ќе одиме таму да исплетиме. За крај порака, апел, совет. Порака до слушателите, до читателите, пред се љубителите на пишен збор. Моја порака е да се прочитат книгата и да дадат нивно искрено мислење за неа. Секој мисли дека може да си одвои некои средства. Книгата е доста ефтина, мислам тоа се пари кои што не сакам да ги спомнувам. Така. А каде може да ја најдат? Книгата може да се најде моментално, вака ние сум и автор и издавач, кај нас по порачка. Имаме во Матица, во книжарата имаме, во Скопје, во Штип имаме во Арт кафе, книжарата, во Радоиш има во Сони и во Прилип сега има уште во Викели, книжарата. Меѓутоа, наскоро ќе биде доставени до другите книжарници. И ќе биде пристап. И во Кавадарци има во книжарата Дирикони и Сплендит.
Вие, Бранко? Јас една порака само институциите конечно да почнат да функционираат, на време да се превземаат мерки, да се спречат овакви појави и конечно би сакал да видам некој да понесе одговорност за овие појави. Затоа што според мене без одговорност во било која сфера, нека не биде и од социјалните служби. Тоа се однесува и на полиција, и на судство, на образование, и на здравство, значи во сите аспекти. Се додека нема одговорност, мислам дека во нашето општество и во нашата држава се полоши и полоши работи ќе се случуваат. Значи, по мое, одговорноста е број 1 за да се спречат вакви појави и да почне конечно да функционира законот за сите граѓани. Значи, не двојам тука, не сакам да ги подвојувам ни мајки, ни татковци, ни деца. Законот важи за сите исто, законот треба да ги штити невините и исправните, а да се преземаат казнени мерки против прекршителите, односно сторителите на кривични дела или несовесните родители во овој случај, пошто од социјална сфера проблемот. Господа, ви благодарам. Вам, Бранко, што ја отворивте душата пред вашиот пријател Ѓорги, а сега и пред нашите гледачи. Вам исто, господине Ѓорги, ви благодарам што ја напишавте овој роман, драма, значи напишан по вистинска приказна, која што кој да ја прочита, сепак ќе свати дека тоа што се прави на децата што се отуѓуваат, всушност дека им нанесуваат зло на самите деца, на самите нивни, на најмилото. Ви посакувам секое добро, посакувам, Бранко, вие еден ден да го надминете овој проблем, да бидете гор татко, гледајќи го синот како расте покрај вас. Ви благодарам вам што ме поканите на вашата емисија. Почитувани гледачи, борбата на главниот лик во романот, односно на господинот Бранко, продолжува и понатаму. Да се надеваме дека, како што споменав и како што му посакав и на Бранко, да еден ден да се избори, да извојува победа околу ова отуѓување на неговото дете, да се надеваме дека еден ден навистина ќе ова сторија ќе има среќен крај. Исто така и знам, верувам дека многумина се соочуваат со ист ваков проблем и на некој начин и тие и моите гости упатија и еден апел и една порака, значи треба сите да сме свесни како родители да се бориме, нели, да не дојде до вакво отуѓување на нашите најбили. Ви посакувам пријатно попладне.